За ова година ја ревидиравме стапката од 2,3 на 3,3%. Главната причина беше подоброто остварување во првата половина на годината. За втората половина факторите кои што беа и претходно при нашата априлска проекција се уште се валидни и за целата година, значи 3,3. Наредната година треба да биде нешто поповолно, односно овој тренд да продолжи. Значи, на овие фактори кои што беа присутни до сега, ќе се надоврзи и побарувачката зголемена од нашите најголеми трговски партнери, кои што веќе ќе почнат да растат во наредната година, и тоа би требало да доведе до мало зголемување на економскиот раст на стапка од околу 3,7%. Овој раст ќе биде главно воден од порастот на извозот, инвестициите, значи до сега јавните инвестиции, странските инвестиции, но се повеќе очекуваме товарот да го преземаат и домашните инвестиции и домашната побарувачка. Значи и оној дел од компании кои што кажав, можеби во првата половина се уште има пат, но веќе и тие треба полека да го понесуваат товарот, и како што приватниот сектор ќе остварува повисоки стапки на економски раст, така веројатно ќе се намалува и оној фискален стимул. Инфлацијата е во надолен тренд. По оној врв кој што го имавме, оној шок во тие 2 месеци август и септември минатата година, кој што беше поради цените на храната на светските пазари, веднаш потоа имавме од октомври минатата година стабилизирање на инфлацијата и еден континуиран тренд на намалување на годишната стапка. Последниот податок беше некаде дури под 1,5% годишна стапка на инфлација. За цела година, значи, ќе имаме ние повторно околу 2,8%, но тој надолен тренд ќе продолжи. Наредната година просечната инфлација ќе достигне некаде околу 2,3%, а 2015 околу 2% би требало да се движи. Значи, тука главната улога ќе имаат цените на светските пазари, цената на нафтата се очекува благо да се намали и во наредната година. Цената на металите исто така ќе има некој надолен тренд, што е добро од аспект на инфлацијата, меѓутоа не е добро од аспект на нашите производители на метали, кои што се големи извозници и кои што ги погодува ова сегашна конјунктура на пазарот на метали. Цената на храната, значи ова година имаше намалување, пченицата, пченката, оние основни производи. Наредната година пченката ќе продолжи да се намалува, меѓутоа кај пченицата се очекува мал пораст, така да има малце дивергентни движења, меѓутоа тука не се очекуваат некои позначителни притисоци. Надворешната трговија е најзначајниот сектор кој што го гледаме, баш поради тоа што кажав, мала отворена економија, извозно ориентирана, и дополнително на тоа би го додал политиката на стабилен девизен курс на денарот во однос на еврото, кое што веќе 18 години се спроведува, а 16 години имаме непроменет курс. И од тој аспект се многу важни движењата во надворешно-трговската размена и во платниот биланс пошироко. Извозот, значи, ова година видовме има одредено заживување, благо, кое што е водено главно од новите капацитети, странски инвестиции, но очекуваме се повеќе тука да се вклучуваат и оние домашни капацитети традиционално ориентирани кон извоз во Европската унија, бидејќи се очекува зголемена побарувачка таму. Очекувањата се, освен кај текстилот, каде што се очекува стагнација, односно ниту пат, ниту пораст, кај рудите има очекување за мало намалување, меѓутоа кај сите останати сектори се очекува пораст на извозот.